Господин Јорго, вие сте горд битолчанец. Во таа насока сакам да ја запрашам, владата во вашиот град сака да гради регионална депонија. Дали вие се сложувате како битолчанец, дали местото е на оваа регионална депонија во Битола, и во тој контекст какво е вашето мислење за рек Битола? Видете, не дека јас не се сложувам, не дека демократи како председател на демократи не се сложуваат, ние битолчани не се сложуваме и сите граѓани на општината Битола, на општината Новаци, на општината Могила, на општината Прилеп. И се разбира, не се сложуваме од повеќе причини. Не можеме ние да градиме депонија во Битола. За жал, јас не знам ова влада со кој памет размислува, ако има таму нека паметни луѓе, не сум сигурен колку ги има и како, кога донеса таква одлука, бидејќи ние 40 години, колку поточно постои рек Битола, Битола. Општините што ги спомнав, до Прилеп, најголемата житница, Пелагонија, се труеме со отромен воздух и 300 хемикали од јагленот. Независно каков јаглен рек Битола, централата за производство на електрична енергија троши. Јагленот е најголем загадувач за производство на електрична енергија. Да не зборувам дека треба тоа да се еднаш за секојаш и тој јаглен таму централата што побрзо затвори и пренамени, пример, зборуваме на плин, ако е возможно, или во обновливи извори на енергија. Значи, ние не можеме да дозволиме да се гради таа депонија и нема да дозволиме. И да знае владата да си ја премести депонијата каде што нема толку луѓе што живеат, е исто каде што нема плодна почва. Бидејќи не може храната во Пелагонија да се труе и почвата, не можат граѓаните на овие општини, вклучувајќи Битола, Могила, Новаци, Прилеп, да се трујат. Бидејќи јас живеам и Битола и Скопје. Верувајте ми, кога е загадено, знаеме сите, Скопје 2 пати беше прогласен најзагаден град во светот, Битола е еден од најзагадените, а Битола преку цела година е најзагаден град. Кои ние бенефиции ги имаме некој да не труе? Знаете дека во Битола има најповеќе луѓе кои што патат од тумори, од ракови и од канцери и така натаму, на бели дробови и све што е поврзано со загаденост на воздухот. Тоа треба да си идиот да предложиш во дупката што копале јаглен во рек Битола да се изгради таа депонија за ѓубре. Кога сме кај рек Битола, може би било добро да се дислоцира според вас, што мислите? Видете, треба рек Битола е еден најголем е поточно кажано произведувач на електрична енергија. Значи, ние сакаме или не сакаме, треба да изградиме хидроцентрали, централи на, се разбира, на воздух, сонце и сите овие што се обновливи извори. Исто така треба да се размислува за нуклеарни централи. Не се оние порано што ќе има као што викаат meltdown, да ќе се распадне и ќе има зрачење како што се случи во Јапонија и во Русија. Не беше, не сум сигурен точно, како да е, значи во Европа не си има случајно, не можам моментно да се сетам, значи централата Чернобил, не се сетив Чернобил. Како што кажа. Да, како што кажавме, сега замислете, не се овие такви централи. Новите технологии што произведуваат Mitsubishi, јапонските и америчките компании, веројатно и други компании во светот, тие се мали реактори и не експлодираат така да се безбедни и може да се подруваат да се изградат на повеќе места из Македонија да ги задоволат потребите на граѓаните, се разбира, како што кажав, и на обновлива енергија, и ние светот веќе ги затвара електроцентралите на јаглен. Ние мора да ја затвориме
еднаш за секогаш електраната во Битола, поточно рек Битола и како што кажа во меѓувреме, ако може технички да се префрли на плин, што мислам дека тоа не е перспективата, поголема е перспектива да се изгради нуклеарна или хидроцентрала или да се изградат овие централи на ветер и на воздух. Вие сте и председател на политичка партија Демократи, како што ве најави во нашата најава, денешна најава, но вие истовремено сте и човек од народот, меѓу народот, постојано се движите со многу луѓе. Што ви вери народот? Кои политичари се виновни за ова 33 години што ни се случува и дали има некаков спас, например? Сигурно дека има спас, но пред да поминам на политичарите, сакам уште само едно да додадам за рек Битола. Сите знаат веројатно, но јас лично и демократи и доста граѓани знаеме зошто рек Битола функционира како што функционира. Бидејќи рек Битола е најголемата, што викаме народски, златна кокошка. Таму милиони, милиарди се крадат. Во последните 30 и нешто години од постоење на централата, милиарди си имат искрадено. Еве ќе ви кажам еден пример. Не е битно која компанија. Значи, рек Битола државата на приватни компании им дозволува да копат јаглен, да ги користат нивните машини, бајгери и така натаму. Јас секојаш велев и кога бев кандидат за градоначалник во Битола пред 4 години, велев зошто рек Битола државата не купи ако им е потребно машини. Ние ако трошиме годишно 10, 15, 20 милиони евра за да ги рентаме тие булдожери, зошто не можеме да ги купиме, тоа наши ќе си бидат. Ќе вработиме луѓе кои што ќе ги поправат, ќе ги одржуваат и така натаму, шофери и така. Но таму се перат огромна сума на пари. Секоја сделка, секој се буквално што е направен тендер се дели помеѓу директорите. Гледате што се случи, има некој апсење нормално на директори од рек Битола. Тука е нашиот битолчанец кој што беше главен на републичко ниво, Васко Ковачевски. Моментално е на одмор. Избега негде во странство, како Артан Груби и другите. И затоа, тоа сакав само да кажам, дека затоа рек Битола и понатаму продолжува да работи и покрај тоа што секојдневно не труе со отровен воздух и ние пополека, но сигурно умираме. Но сепак тоа е проблем на тој регион, на тие гласачи од Битола, општината, Могила, Новаци, Прилеп, кои што гласат за овие криминални групи, кои што го водат рек Битола и го плачкаат немилосрдно 34 години. Ме прашавте, зборувам со народот. Да. Народот знае кој се криви. Народот секојаш вика дека ајдете, вие демократи сте честни луѓе, да, излезете, направите, борете се, имате одлични предлози, ни ги читаат нашите предлози, ние секојдневно сме застапени по социјалните мрежи, се разбира сме блокирани по медиумите, бидејќи медиумите љубат, сакаат да ги форсираат овие криминални партии, што биле, што се на власт, тие секоја се на власт преку централна и локална власт, и да обстанат бидејќи од нив добиваат доста пари. Ние ве викаме тука. Да, вие зато се викате демократски импулс, бидејќи вие имате разни гости. И секој овде може да гостува, да зборува, да си каже својата приказна, и темите не се секојаш политика, темите се општо народни во интерес на граѓаните. Так. И благодарам за секојаш кога имате прилика ме каните. Так. Значи, тука имаме од 1991, почнувајќи од Бранко Црвенковски, човекот кој што е прочуен со најлошата приватизација со неговите пријатели, другари и криминалци, направија таква приватизација од државна префрлија на одредена мала група на луѓе кои што станаа супер богаташи, олигарси. И тоа е трагедија навидена. Од Бранко да одиме што ги направи сите грешки, се разбира, направи огромни грешки кога се нудеше Ауди, една од најмоćните компании за производство на коли, тој ги одби бидејќи немаше тука доволно веројатно да му се понуди мито него.
доаѓаат Лупчо Ѓоргиевски. Тој е еден од најголемите манипулатори и веројатно криминалци во историјата на Македонија како премиер. Бидејќи имаше храброст да изјави на телевизија дека еве сите краде, па и ние крадевме. Значи, каква штета му има направено, а тој доаѓа од, се разбира, од ДПМН, Бранко од СДС. Тие се две тешки криминални политички структури, кои што за жал беа политички партии, но прераснаа во злосторнички здруженија. После тоа доаѓа Бучковски, кој што беше осуден 3,5 години, мои пријатели, блиски пријатели го осудија и вика никогаш не легна во затвор за некој Тенкови, за делови. не, за делови од тенкови, но тука има поголеми кражби него тоа, но за тоа го фатија, се разбира, тој е еден од овие луѓе што креира овој корумпиран политички систем. Тоа е можеби единствен случај во нашето судство каде што прво обвинетиот не лежеше затвор,